Почитуван министер за земјоделие, мојот личен впечаток е дека претходниот пат кога имаше можност за една ваква дебата во собранието, поранешниот министер за земјоделие, кој што сега е особено гласен и тој обвинува некого за криминал, наменски се пријави за да го избегне овој дуел. Како што знаете, практично некој пратеник од оваа говорница има имунитет, додека вие и за вашиот имунитет од оваа говорница за тоа што ќе го искажете е дискутабилно, така да сметам дека ако имаше сериозни намери, можеше да се соочи директно да ги постави прашањата, па вие да му одговорите. Но еве, јас би сакал да објасниме пред јавноста, затоа што ете и премиерот зборуваше за тоа и сите ние тука опште впечатокот дека не можеме да се начудиме како тие луѓе кои што пред неколку месеци, односно пред 10 месеци ги дизајнираа овие политики за кои што изгубија со историски минимум, сега имаат лице да излегуваат и тие да обвинуваат некого. Во јавноста се простори една информација дека има поднесено неколку кривични пријави кон Николовски. Јас сметам дека треба по-детално да ја објасниме на јавноста за какво поведение се работело и зашто конкретно тие кривични пријави се поднесени. Биејќи ако разговараме за одредена тема или одредено прашање, тогаш треба да ги имаме сите информации од тој аспект, така да еве можност, жалам што не е тука и да се спротистави на ова кое што го зборуваме, но ете можност и ве замолам да ја известите јавноста и да кажете детали околу ова негово поведение. Благодарам.